Тичав се, денеска зубаво сме тука. Бога ми, одамна некако со све ова што се исподеси. Ама денеска сме зубава работа. Зашо сме тука, бе, За пораѓај. За пораѓај? Да. Се породивме одамна. Како што читате по насловот. Значи имаме нови членови у семејството. Значи се прошири Лазаров. Лазаров сега има деца, има мали бебиња. Не се со Марта, бе, не се паре тоа. Денеска, дечки, снимаме многу интересно видео. Ова видео сакав да го снимаме малце порано, меѓутоа сакав малку да почекам за малите бебиња да порастат. Кои мали бебиња? Знаете ли чиви се тие мали бебиња? Чивис? Твој бе? Не се мој, бе, брат. Абе на Нала, глуп. На Нала себе, на Нала да е здрава и жива. Знам дека ја знаете Нала, моето кученце Бишонче се породи пред не знам колку има 3-4 недели од прилика. Така? Да. Абе кажи дали така Да, глуп. бе, да. Леле бе, жими. Последен пут ти кажувам, друже, 17-ти пут, ова да ти е последен пут. Ќути, ја те фатам тука на стаканица, ќути. Значи вака, одиме сега. Значи не може да се честита на мајка која што родила бебиња без ништа, така да не? Да. Значи ќе одиме сега во некој си пет шоп, не правиме никаква реклама денеска, поима немам кај ќе одиме. Ќе одиме да земеме некои играчки, мирачки ваму таму, а после тоа ќе ви покажам и какво беше пораѓањето. Верувам дека многу од вас ги интересира. Мене беше многу страв кога го гледав тоа, мајка ми да ја поживее Господ, значи со ракавици, плацента се гризеше, не знам што све не се правеше, да не го тупам. Гледате многу интересно видео денеска. Ајде. Ајде бидам само... Да, тука негде. Многу јако некако ми. Е многу јако некако. Значи, мајка ми ги прави овие работи, не ги правам јас, али земав овакви некои ствари. Не знам дали ви кажав, али 5 кученца се. Еве, 3, 4. Дебре, Стефан! 5. Обај се. Да, и кој зашо е? Ова е... Дилдо? да. Океј, Дарко. Не, и взевавме вакви, значи сега ќе ги видите малечките се уште не гледаат убаво. Тоест се уште не ни гледаат, сега ги отвараат очињата и можеби малце порано го правам видео од тоа што треба, меѓутоа не може више да дочекам за да ви покажам. И фактички треба да си има барем секој по една ваква играчка која што ќе се ја гризе, на која што ќе остава лиги или што и да е, за која ќе го даваме кучето, кој ќе го продаваме, да си има некој премен да си го разпознава. Тоа ќе им биде потребно или над новите собственици. Инаку имаме 5 бишончиња кои што се со 5 игре и од мајка и од татко, некоја си царска раса, не знам, значи наша Нала била кралица лепотица, сваќаш? Да, Дали е време да ги запознаете? да. Ајде. Океј, купивме сега се што треба за малеве, меѓутоа пред да ги видите, сакав вака на овој начин да ги искоментирам видеата кои што ги снимив додека се раѓа. Е сега неколку ствари да ви кажам пред да ги видите, сите вие што чувате кучиња најверојатно ке секој исто. Морате да внимавате последната вечер или последните 2 дена кои што се клучни пред да се породи кучето. Ќе има сериозни контракции, Нала душичка, не знам, 30 сати немаше спиено и веќе последните 5-6 сати, значи ние спиеме, доаѓа до нас, се бута од нас, се гали од нас и дише буквално така и многу беше жално тоа се гледа, стварно многу беше. Не знаеш што да направиш, ја доведов до ситуација да кажам на мајка ми да разбудам, дај да носиме да оперираат или царски рез да направат, што и да направат, не можев. И мораш да си цело време спремен, како што кажав да ја поживее Господ мајка ми, значи со ракавици, со крпи беше спремна цела вечер и не се пораѓа кучево на ветеринар како што ја мислев дека се пораѓа, туку треба ние да си го породиме, ниту мајка ми, ниту јас. Татко ми не беше во тој момент дома, сестра ми не беше дома, кај знаеме ние да пораѓаме кучиња. Мајка ми, ќе видите по видеата, алалдија на жената, 5 здрави, прави бишончиња мали, излегоа од Нала. Ја не знам како излагаат кучиња од Нала, значи толкава е, толкицка. Што е битно, значи да бидете спремни во секој момент, ако видите дека се пораѓа, би требало главчето да излезе прво, меѓутоа кај нас случајот беше прво излегувано од џињата. И морате да бидете спремни веднаш да ја помогнете заради тоа што само кучето најверојатно не може да се породи, односно може, меѓутоа ќе му биде многу потешко. Сега ќе видите видеа на кој што има и крв, нели нормално се пораѓа куче, ако на некој му е гадно нека го скипне овој дел, јас ќе го коментирам. Ево првото кученце фактички, може да приметите дека ова му се ноџињата. Гледа Нала, не сакам да ви ставам звук, Нала како дише, приметите го стомачето. 30 сати дишеше така, значи не може да издржам да ја гледам. Најтешко беше првото буквално 10 минути не можевме да извадиме, многу се плашев во моментот дека ќе се угуши. Не се плашете, нема такво нешто да се случи, меѓутоа морате постојано да сте тука. Еве ги ноџињата, душичка. Значи јас ја галев, мајка ми јака и душа издржа жената. Еве тука се гледа са пуво малку мрдна. Гледа какви се мали ноџињата. И они се во некоја си
не знам како се вика, плацента ли се вика тоа, поима немам, која што кога ќе излезат кучињата, веднаш мора да ја скинете и да ја помогнете на, еве, тука веќе уште главичката останува, да му помогнете на кучето за да може потоа она да го докине и ќе видите после во овие видеа, она почина да ги јаде тие, што мене ми е одвратно, многу гадно. Како кобасичка. Како кобасичка си ги јаде. Душичка, види како диша. Гледа, не можам да ги гледам ја, човече. Гледайте тука, гледайте се. И сега е многу битно веднаш да му да дадете на кучето, како што мајка ми сега да ги скине за да може веднаш да го лиже, да го исчисти од крвта и да почне малото да диша. Многу е битно тоа да се направи. Види го. Види го. Види го. Дживджа. Многу беше стресно, не знам како на видеа ви изгледа, ама ја ќе умрев со мајка ми, да не беше? Еве, ај леле, ај. Бебе. Душич, еве ли второт. Приметувате дека во моментов Нала ги лиже, ја јаде плацентата. Второто излезе одма. Значи, како што само првото беше многу проблематично, второто веднаш излезе. Види. Бебиња. Еве ги, 3. Глуси човече. Толкави беа. Буквално толкави. Гледате раката. Значи толкави. Еве ги 3, мајка ми тука ги гали зашто Нала требаше да ги лиже. Цел време треба. Она впрочем и сеа цел време. Еве ги 5. Гледате ги. Видете ги 5. Душички. Сакам да ја запамтите сликава. Гледате колку се мали. Секако што треба, овие 2-3 недели од кога помина, мислам дека 20 дена се стари, Нала е цело време со нив, цицаат, порастати се и сега е време да видите како изгледаат. Ајде! Што е најубаво кога имаш куче пишом, секогаш се пречекува. Тој да виш. Здраво, Нала. Здраво, Нала. Здраво, Нала. Ај, кажи здраво. Што имаш ти, бебиња нови? Кажи. Јас имам бебиња нови. 5 бебиња ги родив јас од тоа стомачево ми слегол 5 бебиња и сега ќе ви ги покажам на сите. Ајде. Така ни ги покажи бебињата. Чекайте да ги видите бебињата. Нала, кај си бебињата? Кај си бебињата? Така ти на кај, бебињата ги видиш одма на она. Кај си бебињата? Кај си? Кај си бе, даре? Темете. Ај леле. Крофна. Здраво. Тоа е на малото. Не малото ела? Сакате да го видите Стефан? Да ви да спијат. Чеки ќе го разбудиме сега Стефче. Стефан. Еве го Стефан. Види го Стефан. Ај. Очињата ги отвори. Ај леле. Да, ова веќе ги отвара очињата. Колку се стари? Колку има? 2 недели и 2 дена. 20 дена скоро, а? Иначе уште цицаат, кога што гледате. Може би требаше малце покасно да го снимаме видео, за да шеткаат, да се дружиме, али ќе ви снимам уште едно секако да видите што. Заспа. Чекај полека Нала. Гледате што прави. Иначе, за тие што ќе имате вака куче, кога ќе ви се родат малечки, морате да внимавате да не ги наседне кога ќе спие, така да не сме спиени ние тука никој. Зашто цицаш и ти? А? Хвај го на цицка. Држи Даре. Ајде да те видиме тега. Чичо Даре. Види го какво е, брат. Гуварче мала. Брато, педерка може да си го носам. И го душа мала. Сите ги отвори. Се тресе. Се тресе. Сите ги се отвори. Чуп. Чува мириса. Чисто. Мирисна. Добро бе, брат. На кинеско да не мириса. Нала. Здраво. Види го колко е мало. Жи ми се е вака од близко до своја рака, го нема видено. Пресладко. Душле. Полека. Система. Види колку се стрмни. Ајде не. Шо си взел? Што ја кажеш, отац? Рано уште. Зашто бе да гриза? Прави е. Многу се бои. Нели? Да. Чак. Значи да видите уствари што прават тука е. Ви кажав во видеото порано, значи тие што си имате кучиња отприлика знаете што треба да правите, видовте и на видеото кај што се пораѓа. Ќе ви снимам секако повеќе видеа со нив, само треба да почнат да одат, се ситуацијава гледате какви се.
си ја бараат мајка им, треба да цицаат, треба да лежат и спијат, тоа и прават цело време. Така да ако сакате да гледате поише видеа со нив, пишете коментар и ставете лайк. 2000 лајкови ви снимам ново видео со ова. Ким кажеш ти? Ставите 2000 лайкови за да снимам уште едно видео со вас, добро? Ало!